Почитувани членови на Советот на општина Битола, врз основа на член 26.2 од Статутот на општина Битола, ја отворам 56-та седница на Советот на општина Битола. За основа на евиденцијата од службата, констатирам дека на седницата присуствуваат 25 членови на Советот, па според тоа Советот го има потребното мнозинство за работа и може полноважно да одлучува. Согласно член 44 од Законот за локалната самоуправа, сакам да ги потсетам членовите на Советот дека се должни да го информираат Советот за прашањата кои се на дневен ред, а ако некој член на Советот има финансиски или друг интерес, дека не може да учествува во процесот на одлучување. Ве информирам дека до почетокот на седницата никој до мене не достави известување дека има конфликт на интереси согласно член 40. Законот. Значи, да видам само. Мислам дека е во ред сега. Почитувани членови на Советот, за денешната седница предложен е следниот дневен ред. Точка 1. Присутни се 25 члена на Советот, останатите 6 како што ќе доаѓаат и ќе се пријавуваат на седницата, јас ќе ги најавувам да ги слушнат сите. Одлука за точка 1. Одлука за дополнување на одлуката за ослободување од плаќање на доместок за уредување на градежно земјиште. Точка 2. Програма за измени и дополнување на програмата за уредување на градежното земјиште на потачната на општина Битола за 2020 година. Има предлог за измена и дополнување на предложениот дневен ред. Јас имам една точка, мислам дека го добивте материјалот и се однесува е тесно поврзана со втората точка, односно измена во друга во буџетот на општина Битола, меѓутоа поврзано со она што го беше презентирано на Комисијата за комунални дејности и без никакви други измени, освен она што беше предвидено и предложено таму, односно одлука за измена на распоредот на средства на буџетот на општина Битола за 2020 година, поврзано со изградбата на најмногу на тоалетите за инвалидизирани лица во општина Битола и поврзана со дополнување на средства за изградба на улиците во Долно Оризари, оно што го објасни Маријана, што е ова точка 1 без друга не може. Не ја предвидоја во кога беше составуван дневниот ред и беше од после дека и треба да имаме една таква точка. Дали некој друг бара промена на дневниот ред? Да видам дали сте ве гледам. Добро. Јас барам измена на дневен ред во Ајде, повели, Јанкуловски. Факт е дека долго време и вие како председател на Совет не ги поставувате точките за завршните сметки за работењето на јавните предпријатија за 2019 година, од кои причини најдобро вие си знаете. Дали е огромно потфрлувањето на директорите на јавните предпријатија во реализацијата на плановите и програмите кои ги имаја за 2019 година, не знам, но она што во моментов го тврдам е класичното и се извинувам. Она што во моментов се случува кај директорите на јавните предпријатија, и тоа и кај директорот на Водовод Горан Козаров, и кај директорот на Нискоградба Методија Силјановски, кај директорот на Пазар и Владата Насовски, е фактот што и покрај законската обврска од Законот за јавни предпријатија, да ги објавуваат завршните сметки, извештаите за работењето за минатата година и кварталните извештаи, тоа не го прават. И тоа, ако ги погледнете веб страните на сите 4 јавни предпријатија, може да се види дека е до некаде синхронизирано. Од друга страна, и вие како председател на Совет не ги поставувате завршните сметки, а од друга страна пак и јавните предпријатија, директорите не ги објавуваат на веб страната и покрај членот 23А од Законот за
јавните предпријатија каде имаат обврска да го објавуваат тој извештај и бидејќи една од причините за разрешување на директорите е токму тоа, со ова мое барање за измена на дневниот ред, барам да се дополни со иницијатива за разрешување на директорите Горан Козаров, Методија Силјановски, Панде Богојовски и Владо Атанасовски, иницијатива до Наташа Петровска заради непочитување на членот 23а од Законот за јавни предпријатија. Зошто се кријат овие податоци за работењето? Најдобро тие тоа ќе го кажат, доколку сите ние тука едногласно прифатиме иницијативата и ја разгледаме на денешната седница. Или подетално, еве на ЕПА Пазар, ако отворите веб страната, последно има објавено извештај за работењето на предпријатијата во првото полугодие за 2019, кај Комуналец завршна сметка за 2016 и 2017. До некне беше објавена и за 18, а обврска има и 19 да биде тука. И првиот квартал од 2020. Кај Горан Козаров, јавно предпријатие Водовод, нема ништо од финансиски извештај објавено на веб страната, а додека пак кај Нискоградба извештај за работењето има до 30 септември 2019 и се прескокнуваат 3 месеци од крајот на 19, фактички завршната за 19 и се оди сега за првото тромесечие од 2019 година. Зошто е ова вака? Најдобро си кажат директорите и председателот на Совет на општина Битола. Јас искрено верувам на поддршка од сите вас да ја разгледаме ова иницијатива и да ги слушнеме и нивните аргументи. Ви благодарам. Благодарам. Дали некој друг во разговор? Никој. Благодарам, бидејќи никој не бе разбор, тука го заклучувам предложите и еден по еден ги ставам на гласање. Одлука за измена на распоред на средства на буџетот на општина Битола за 2020 година. Ме прозивам по поединечно. Александар Миличевски. Александар Миличевски. Добро, Анита Ангелевска. Не се слушам. Анита Ангелевска. За. За. Билјана Поповска. Билјана Поповска. Борче Димитровски. За. Александар се вклучи сега. Извини, за, пошто имав проблеми со интернетот, за. Добро. И ќе почекуваме помалку, ти што се вклучува сега, извини, проблеме до интернетот. Валентин. Повели Билјана. За. Билјана за. Гласаме предлогот прв за проширување на распоредот на средства на буџетот на општина Битола за 2020 година. Борче Корлевски. За. За. Булим Керими не е тука. Валентин Груевски за. Василин Талевски не е најавен на седницата. Викторија Христовска за. Ракалска. За. За. Владко Шеровски. За. Габриела Илиевска. За. Горан Михајловски. За. Горан Степановски не е најавен. Елена Трајчевска не е. Елеонора Илиевска. За. Елизабета Тодоровска. Јаклина Наумовска. За. Зоран Георгиев. За. За. Зоран Стојчевски. За. Иван Чулаковски. За.
За Иван Чотошевски. За. Јован Албанти. За. Методија Илиевски. Николче Јанкуловски. Николче. Не е исклучен. Не е исклучен, ама не го слушам. Олга Лозановска. Олга Лозановска исто ја гледам, ама не слушам. Ристенка Алтипрваковска. Ристенка е за. Славе Најдовски. За. Да. Костурска не е вклучена. Татјана Крнчева. За. За Тони Коњановски не е вклучен. Одлуката е донесена едногласно со 23 гласа за. Вториот предлог беше иницијатива за разрешување на директорите на јавните предпријатија поради неистакнување на завршните сметки на нивните веб страни. Значи, немаме докази дали не се истакнати или се истакнати, не можеме да го провериме и разрешувањето е во надлежност на градоначалникот на општина Битола. Поради тоа на ваква иницијатива сметаме дека бројките на вистина се добри, од делот каде што Николче Јанкуловски ме прозиваше. Да, треба да ги гледаме, најверојатно веќе на наредната седница извештаите на јавните предпријатија ќе бидат поставени на дневен ред. Процедурално може? Процедурално. Вели, Сакам да го прашам колегата точно да го дефинира неговиот предлог. Мислам дека не е како што го прочитавте вие. иницијатива за разрешување на директорите на јавните предпријатија. Не, прашањето беше и до вас, не беше само до директорите. Затоа ако е уклучен, би сакала да ми го објасни. Значи, Јас мислам дека поинаку се произнесе, дека поинаква иницијативата беше. Јас не го разбрав, ако може. Повели колега Јанкуловски. Бидејќи има еклатантно кршење на законот за јавните предпријатија на член 23, кој што вели 23а, директорот е должен да ги објави 3-месечниот извештај кој содржи показатели за финансиското работење, годишната сметка и извештај за работењето на јавното предпријатие на веб страницата на јавното предпријатие, а веб страницата е лицето на предпријатието за надворешниот свет. Затоа, од тие причини, ова иницијатива ја упатувам до градоначалничката Наташа Петровска да ги разреши четворицата директори, бидејќи не го почитуваат овој член и длабоко ја нарушуваат транспарентноста во работењето на предпријатијата и ги кријат со месеци задоцнети, ги кријат финансиските извештаи за работењето на предпријатијата. А од друга страна, вие како председател, дури во јули месец, 7 месец, ќе ги ставате на дневен ред завршите сметки за јавните предпријатија. Но во овој случај, барам иницијативата да се однесува само за четворицата директори. Ви благодарам. Добро, значи, точно сум прочитал иницијатива за разрешување на директорите на 4 јавни предпријатија, да појаснам. Водовод, Комуналец, Дискоградба и Пазари. Се изјаснуваме по ваквиот предлог. Најпрво, Александар Мирчевски. За. Александар Мирчевски за. Анита Ангелевска. За. Да. Билјана Поповска. Против. Против. Борче Димитровски. За. Борче Корлевски. Против. Бурим Керими. Не е тука. Валентин Груевски. Против. Веселин Талевски. Не е тука.
Викторија Христовска, За. Виолета Дракалска, Против. против. Владко Шеровски, Против. против. Габриела Илиевска, Горан Михайловски, За. за. Не се изјаснува. Горан Степановски, не. Горан Степановски. Елена Трајчевска не е тука. Елеонора Илиевска, Против. Елизавета Тодоровска, Против. против. Жаклина Наумовска, Против. Зоран Георгиев, Против. против. Зоран Стојчевски, Против. Иван Чулаковски. Нема. Иван Чутошевски, За. за. Јован Албанти, Против. против. Методија Илиевски, Против. против. Никол Ченкуловски, за. Олга Лозановска, За. за. Стенка Алтипармаховска, Славе Најдовски, Ристенка против, Славе Најдовски против, Емилија Костурски не е тука, Татјана Крнчева Против. против, Тони Коњановски се приклучи сега. Ако не слуша, Се извинувам, не можам, мислам ве слушам, не можев да пратам, не сум во тек. добро. Сега се вклучив, се извинувам. Добро, да, сега јас најавив дека сега се вклучивте. Кажав. Значи, 8 гласа за, 15 против, предлогот не е прифатен. Оставам целокупниот дневен ред на гласање. Со прифатената една измена, кој е за, ве прозивам поименично. Александар Милчевски, Анита Ангелевска, Валентин, против. против. Анита Ангелевска, Против. Билјана Поповска, За. Борче Димитровски, Против. Борче Кодлевски, За. за Борим Кедими не е тука, Валентин Груевски за, Веселин Талевски не е тука, Викторија Христовска, Против. против, Виолета Дракалска, за, Владко Шеровски, За. за, Габриела Илиевска, Горан Михайловски, Против. против, Горан Степановски не е тука, Елена Трајчевска не е тука, Елеонора Илиевска, За. за, Елизавета Тодоровска, За. за, Жаклина Наумовска, За. Зоран Георгиев, За. Зоран Стојчевски, За. Иван Чулаковски, не е. Иван Чутошевски, Јован Албанти, Против. За. Иван Чутошевски против, Јован Албанти за, Методија Илиевски, Никол Ченкуловски, не ги слушам. Против. Против, Николче Олга Лозановска, Методија Против. Илиевски за, Олга Лозановска против, Ристенка Алтипармаховска,
Значи Татјана Крнчева и Славе Најдовски. За. Да, Татјана Крнчева, Славе Најдовски за. Тони Коњановски Против. против. Петнаесет гласа за, 9 против, усвоен е дневниот ред за денешната седница. Минуваме на првата точка, одлука за дополнување на одлуката за ослободување од плаќање на доместок за уредување на градежно земјиште. Одлуката се гледаше на Комисијата за финансирање и буџет, која на седмицата на 19.6.2020 година разгледа оваа одлука и по материјалот гласаше со 3 гласа за и 1 глас воздржан. Отворам претрес, дали некој има разбор? Присутни се од општинската администрација и разуме и директорот на јавното предпријатие за кој се однесува оваа одлука. Одлуката за водовод е ова? Да. Добро. Јас се јавувам. Да. Сакате збор, повелете колечката Лозановска, Емилија Костурска се приклучи. Повелете колечке Лозановска. Благодарам председателе. Почитуван председателе, почитувани колеги советници, почитувани гости и медиуми. Денес имаме точка на дневен ред изградба на управна зграда на јавното предпријатие Водовод. Јас искрено очекував денес да ги разгледуваме економските мерки и мислев седницата е за тоа вие ќе градите управна зграда на јавното предпријатие Водовод. Сега го прашувам директорот на јавното предпријатие дали е моментот за оваа зграда сега баш да се гради. Зошто ова го прашувам? Затоа што сите околности во оваа ситуација се изменети. Прво, имаме пандемија со коронавирус. Сега, во овие тешки моменти, треба фокусот на вниманието, наместо да се стави на мерките за справување со пандемијата, сите знаете и слушате со какви проблеми се Министерството за здравство, здравствените работници се соочуваме, а и болните нормално. Таа пандемија сите знаеме дека ќе влијае и на економијата во нашата држава, а потоа, значи, ќе треба да се справуваме и со економските мерки како последица и економската криза, која што следува после оваа пандемија. И повторно ќе кажам, денес, наместо да зборуваме за економските мерки, со кои ќе им се помогне на граѓаните и на предпријатијата, ние зборуваме за нова управна зграда. Сите имате прочитано дека во сите светски медиуми се укажува дека економската криза која што следува ќе биде 2 до 3 пати поголема од кризата во 2009. Невкусно е вие, почитуван директор, како кандидат за пратеник, да поднесувате една ваква крупна иницијатива и ако одите во парламентот, или сте сигурен дека нема да влезете, ќе треба некој друг тоа да го продолжи. Дали имате воопшто направено анализа колку пари ќе кошта таа зграда? Се кажуваат некои бројки, значи дека Општина Битола префирала 15 милиони од долгот на училиштата и тоа се прикажува како добиток на јавното предпријатие. Тоа, колку што знам јас, се пари потрошени за вода, за пари на вработените. Значи, таа вода е потрошена, тоа не е вишок на средства. Со тоа мислам дека вие, тоа не е, значи, аргумент за иницијатива за да се гради ваква зграда и према мене, вие само ја замајувате
јавноста и ова е чист политички маркетинг ваш. Вие наследивте јавно предпријатие во добра кондиција со капитал. Колку што знам, имате скада систем за да се спречи загубата на вода, направена во време на ВМРО. Имате хидроцентрала за сопствено производство на електрична енергија, исто направена во време на ВМРО. И вие, кога дојдовте како директор, требаше само да продолжите, да работите и да го направите она што им го ветивте на граѓаните. Ветивте дека сите водоводни цевки ќе ги смените азбестните со нови. Па ве прашувам, колку метри нова водоводна мрежа имате направено, колку имате реконструирано, затоа што колку што имам информации, 250 метри на улицата кај Водовод, 60 метри е Бранко Радичевич кај Коле Канински, која се уште не е доправена, и некои ситни метри и ништо друго. Знаете колку критикувавте за азбестните цевки во еден изминат период, а сега во период од 3 години не успеавте да ги смените комплетно. 3 години имавте директоре. Само што дојдовте ја покачивте цената на водата. И сега, пред избори, вие 5 минути пред избори ќе градите управна зграда, а од друга страна се кандидирате за пратеник. И сега се прашувам, и ве прашувам и вас, дали тука некој ќе бара провизија, дали му ги големивте платите на вработените, затоа што знаеме дека му го зедовте тоа 15% што го зема во изминатите години, и на крај, дали е вистина дека од јануар до март имате направено сметка за репрезентација во Вила Виста од 150.000 денари, дали е вистина дека им вршите притисоци и закани на вработените и ги давате на дисциплинска комисија, и да ни дадете одговор на информациите што ги слушнавме денес на медиумите. Ви благодарам. Значи, ви благодарам, меѓутоа морам да ве предупредам. Ќе зборуваме за одлука за дополнување на одлуката за ослободување на плаќање на доместок за уредување на градежно земјиште, во кое е предвидено ослободување од комунали за плаќање на водовод, а не извештај за работењето на јавното предпријатие Водовод. Намерно не ве Затоа ве прашав, затоа што имав проблем со гласот, дали ова за Водовод, и вие ми рековте да. Има проблем нешто со мрежата. Значи, знаете дека првата точка се гласи одлука за дополнување на одлуката за ослободување од плаќање на доместок за уредување на градежно земјиште, значи која се однесува точно за управната зграда на јавното предпријатие, а вие зборувавте за целокупното работење на јавното предпријатие Водовод. До тука сакав да ви ја направам разликата која требаше да се држите кон дневниот ред. Добро, дали некој друг бара збор? Јас, ама не можам да се уклучам. Јас не можам да се уклучам. Габриела Илиевска. Не знам, имам некои проблеми со интернетот. Ве слушаме многу добро. Се надевам не е проблем, не знам, немам, ми се исклучва интернетот ако уклучам камера. Ја слушав претходната колешка и би сакала да кажам дека според нас како советници е многу симптоматично и очигледно дека сега се форсира на совет оваа точка. Точно се сложувам и со неја во моменти кога овој совет не донесе ни една одлука за да ги заштити граѓаните, предложена од други советнички групи. Сакала само да ве подсетам дека се она што е добро и напредно за градот, секогаш сте имале поддршка од нас, иако ние од вас како колеги, како советници, не сме имале поддршка, меѓутоа би сакала денес самите да се запрашаме зошто сега денес баш ова се вади на совет. Зошто оваа точка не се вади после избори? Јас сум сигурна и вервам дека проектот бил готов и пред 12 април, ама знаеме дека изборите се одложија заради COVID вирусот и со тоа
се поместува и потребата од промоција на овој проект. Сметам дека во овој момент имаме многу поважни работи како град. Сметам дека многу посериозни точки требаше да имаме на совет и еве како една споредба, може би не е запознаен директорот, меѓутоа еве јас ќе му кажам, на претходната седница на совет еден од колегите тука кој што е во таа фела и кој точно ги знае тие проблеми, побара да се излези на терен да се види состојбата со вода, така мислам дека гласеше неговата точка и тоа беше само иницијатива на колегата Коњановски за да се излези на терен да се види што се случува со водата на Бајрот. Меѓутоа истата не беше ни поставена како точка на дневен ред. Јас не знам што ќе се случеше ако добиевме таква информација. Затоа сметам дека на моменти, не на моменти, туку во овој момент е многу очигледно зашто се форсира оваа точка и сметам дека иако е добра за градот или за предпријатието, моментот кога самата се промовира е лош и сметам дека за битолчани во овој момент не е важна и не треба да се најди баш денес на седница на совет. Мислам дека секој од вас тоа го мисли, иако дел од вас нема тоа да го признаат, меѓутоа тоа е наше мислење и затоа ние денес за оваа точка ќе гласаме воздржано. Ви благодарам. И уште нешто. И наискрено во последно време се прашувам зошто воопшто држиме седници кога во овој совет освен предлозите за точки на дневен ред на СДСМ не се ни едни други прифатени. Искрено не гледам ни повеќе ни причина да гласаме било како, бидејќи вие идите, правите совет и си гласате тоа што сакате да гласате. Не се ни разгледуваат било какви предлози, а камоли па да се изгласаат за. Затоа сметам дека и без нас и со нас ова ќе го изгласат. Ви благодарам. Благодарам, Методи Илиевски. Ви благодарам, председателе, почитувани колеги, почитувани медиуми, почитувани директоре. Јас не би сакал многу да дискутирам, бидејќи тука е директорот за кој сум сигурен дека ќе даде и како правилно образложение и објаснување зошто баш во овој момент во која фаза и која е намерата за градење нова управна зграда. Јас од тој момент што сакам да го споменам следното. Почитувана колешке, почитувана докторке, доколку беше на самата комисија, во петокот чинам дека беше таа добро ќе слушнете кои се намерите и на каков начин и во каков период и со кои средства треба да се изгради ова управна зграда. Патем кажано, директорот објасни дека ова управна зграда ќе биде изградена во нареден период, би требало да се гради во следните 3 години. Мотивацијата за истата за градење е тоа што преголеми финансиски средства на месечно ниво се издвојуваат за истата за тековно одржување. И морам тука да споменам дека парите кои ги доби јавното предпријатие Водовод пред се од наплата на долгот на училиштата, а добро знаеме како се наплати долгот на училиштата, со парите од владата даени во делот на одблокирање на училиштата, дека солидна сума на средства веќе има акумулирано јавното предпријатие и затоа е веќе во фаза да размислува како капитално ќе ги потроши тези средства. Сега морам да ви направам една споредба. Не сум некој добар математичар, меѓутоа логиката кажува следно. Дека директорот кажа дека од 3 до 4.000 евра на месечно ниво се потребни за одржување на моменталната управна зграда. Морам тука да споменам според мои извори дека едно од ретките, а можеби единствено предпријатие кој нема сопствена управна зграда, која е Кираџија, сигурно во Битола, а и можеби и пошироко од целата република и во регионот. Значи, доколку истото предпријатие има врско 3 до 4.000 евра за одржување на својата управна зграда, помножено со 12 месеци, тој иде некаде околу 40.000 евра годишно. Помножено со 12 години владење на ВМРО ДПМН во Битола, на локална власт, во мандатот на Владимир Талевски и вашиот бивш пратеник веќе, господинот Зоран Илиевски, значи за одржување на оваа управна зграда се потрошени близко 500.000 евра,
оноко колку што се потребни за таа да се направи. И затоа, можам слободно да кажам, доколку вие размислувавте домакински правилно, вие пред 10 години ќе започневте да изградите таа управна зграда, ќе ја изградевте, таа сега ќе беше исплатена и сега јавното предпријатие Водовод ќе немаше обврски да гради управна зграда или да сервисира некоја туѓа зграда, односно да биде кираџи. Затоа и како го поддржуваме пред се предлогот на директорот за изградба на управна зграда во следниот период, затоа што доколку вие размислувавте домакински, пак ќе ви кажам, ќе изградевте. А ние бидејќи работиме сите директори на јавните предпријатија, бидејќи работа домакински, бидејќи ги подобрија своите капацитети, пред се инфраструктурни, а потоа и механички со набување на соодветна и современа механизација, и како го поддржуваме предлог и сме сигурни дека е во правец пред се за домакинско трошење на финансиските средства. Затоа, почитувани, немате никаков момент да дискутирате зошто ние ова ќе го направиме. Ќе го направиме бидејќи размислуваме домакински и капитално за општина Битола. Благодарам. Корлевски бараше збор, повели Корлевски. Јас бев спомната. Ако сакате реплика, не има проблем. Значи, колешката Лозанов. Благодарам, председателе. Да. Ви благодарам, председателе. Само да му кажам на колегата дека ние работиме преполовени на работа. Не можеме еден слободен ден да земиме од работа и затоа не бев присутна на комисија и дека во државата приоритетно е здравството, приоритетна е пандемијата со коронавирусот, приоритетни се мерките за економската криза, која што следува, а не зградата. Колку што знам јас, се плаќа 96.000 денари кирија, па може тоа да издржи да се излези од оваа криза, па потоа може, затоа што планот за изградба на таква зграда постои одавна. Мислам, не е тоа идејата, не е од сега, одавна идејата да се направи. Меѓутоа, може би директорите имале приоритет, значи сметале дека скадата е приоритетна да се направи или хидроцентралата за да се заштеди или промена на азбестните цевки, а потоа во некое друго време да се направи и управна зграда. Ви благодарам. Благодарам, Борче Корлевски. Ви благодарам, председателе. Значи, добро е што кога ќе се постават некои точки за пред да се дискутира или да ги имате добро материјалите, разгледани, прочитано или пак да присуствувате на комисијата за она што го предложил директорот или службите, да може граѓаните да имаат точна информација за што точно се работи. Прво, добро знаеме сите битолчани дека Водовод е една како од најуспешните фирми во Битола, значи е сместена во една стара зграда, која што е заштитена со закон и како културно наследство, во која што прво не само кирија која што плаќа јавното предпријатие Водовод, тука не се сметаат настрана тие 96.000 денари и сите поправки, реконструкции, додавки за да функционира. Значи, санација на кров, електрични инсталации и така натаму, која што е дотраена и стара. И за истата потребна е многу повеќе средства за одржување, одо што било која друга управна зграда. Значи, истото што тоа го направи реконструкцијата јавното предпријатие Пазари, па видовме дека ефектот и како е добар и дека и до година ќе гледаме ефектите од сите оние можности кои што ги прави и дава можности на нова управна зграда. Не во смисла, многу е лошо кога ќе се користи ситуацијата која што е како пандемијата, значи на светско ниво. Ако сакаме да придвижиме економијата или да даеме импулс за сето тоа што се случува, уште фали и никој да не инвестира или да не гради. Јас мислам, мое размислување дека апсолутно јавното предпријатие Водовод ќе даде импулс плюс во стопанството со самото тоа што ќе изгради таа управна зграда. Значи Водовод не е предпријатие кое што гради како градежна фирма.
тука ќе има фирма за нечи останати кои што ќе имаат можност финансиски средства и понатаму да екзистираат на пазарот. Тоа е првата работа. Но втората работа е исто така што прво киријата. Вложувате пари во ништо. Едноставно во ништо. Нити остануваат. Парите кои ќе водовод, а ги исплати владата на Северна Република Македонија, во однос на долговите кои што ги остави ВМРО-ДПМНЕ, 15 милиони денари, вие предлагате сега да бидат вложени само во кирија и во ништо друго. Наместо парите да одат кај граѓаните, односно стопанскиот сектор, па понатаму во обработените и останато. Затоа сметам прво таа причина дека е добро уште час поскоро да се почне. Иако директорот и останатите служби образложија на комисијата дека таа управна зграда нема да биде ала мега проектот Скопје 2014 кога се во една година и 5 месеци ќе се гради било како, туку во 3-4 години, значи си има динамика процесот и е распределено во однос на финансиската средства. Ако за управната зграда беа предвидени околу, според она што го наведија, 50 милиони денари, значи тоа е проценка, но до завршната сума нормално ќе се оди тендерска постапка и така натаму. А да не заборавиме дека претходно 15 милиони денари од училиштата се насме, значи беа префрлени на водовод, значи остануваат некои 25 милиони денари кои што треба јавното предпријатие водовод поделено на 3 години во изгради по сума адекватна која што ќе спаѓа, значи не само градбата, тука спаѓаат и опремата на канцелариски материјал, електричен, значи комплетно. Тоа беше добро за напоменување, кое што имаше колеги советници кои што го прашаа, значи не оди само изградбата. Изградбата е значително помала во однос на сето она што треба за опремување и за функционирање на јавното предпријатие водовод. Понатаму, значи кажувате, спомнувате некои мерки во однос на поскапувањето. Вашата кампања оди да не заборавиме 120% поскапување на водата во Битола без нити една причина, без нити еден капитален објект, без нити една инвестиција за јавното предпријатие водовод без се покачена. Зошто? За да се покријат загубите на јавното предпријатие водовод. Сега тоа го немаме, напротив можете да го видите од извештаите, набавката на возила, стопанскиот двор, одредувањето, внатрешната конкурентност, инвестиции во водоводната, значи еве само еден пример. Нешто што прво ми паѓа делот кај што сум во близина кај што живеам. Значи вода за лавци беше ветувано 12 години од ВМРО-ДПМНЕ. Нити еднаш не чешма, цевка, ништо не беше поставено. Се има комплетната инфраструктура за сите тие жители од тој дел. Да ги не ги спомнувам останатите, директорот многу подобро и многу појасно ќе ви ги објасни. Меѓутоа, апсолутно, кога нешто пак се кажува дека ќе се инвестира, ќе се вложува во капацитети или пак во која ќе ги намали трошоците, да зборуваме дека зошто баш сега. Имаме само една причина да збораме, само да го саботираме настанот без оглед дали е тој добар или лош. Да, ние сме за тоа, меѓутоа ќе бидеме воздржани и мислиме дека сега не е моментот. Економски поисплатливо, останува за идните генерации, се плаќа во периодот повеќе години, значи не е наеднаш да може да го зголеми теретот на јавното предпријатие и плюс оди од бенефит на сите граѓани на општина Битола. Мислам дека еден ваков проект час поскоро треба да започне. И благодарам. Благодарам, колега Корлевски. Борче Димитровски. Почитуван председател, почитувани колеги, почитувани гости. Најпрво би сакал да кажем дека во никој случај не можам да согласам со она што го кажа председателот на Совет дека за тема нова управна зграда не треба да се зема во предвид целокупното работење на јавното предпријатие Водовод, бидејќи се работи за крупна инвестиција и во секој случај мора да се опфатат сите аспекти кога тоа ќе се анализира. Значи не сваќам од која причина не треба да правиме анализа за како јавното предпријатие Водовод функционира
посебно во поглед на инвестиција од над 600.000 евра, која што треба да се случи во следните неколку години и започнување на крупен инвестиционен проект. Значи, во контекст на оваа точка, би сакал да кажам неколку аргументи на кои што секако очекувам одговори од директорот на јавното предпријатие, кој што е присутен. Значи, од говорниците од власта можеме да слушнеме дека кризата која што ја предизвика COVID-19 не требало да биде никаква причина за да нема инвестициони вложувања. Значи, тоа искрено не знам како да го сватам, освен како несериозна забелешка, бидејќи сите показатели, за жал, од оваа криза здравствена, во поглед на економијата, се катастрофални и сите најави на светско ниво се такви. Кризата со COVID-19 никој не можел да ја предвиди, така не можел ни актуелниот директор на јавното предпријатие Водовод. Чи во рете што плански едно се планирало за оваа година да се прави, а сосема друго е она што се случува од февруари или месец март и трае и продолжува и ќе предизвика дополнителни проблеми, освен здравствени во тој сегмент и економски и за нашата држава, за Македонија, а и во целиот свет. Значи, овде добро е во овој дел да се дадат и тие параметри се заедува во предвид, бидејќи сите ќе бидат опфатени со економската криза, па така и јавните предпријатија, и оние кои што работат подобро, и оние кои што работат полошо. Значи, не може да присуствам на комисија, меѓутоа ги има информациите и во овој дел не е елаборирано каква економска анализа за следниот период е направена. Исто така, од претходните дискусии кои што ги имавме на тема јавно предпријатие Водовод, повеќе пати дискутиравме за плановите за вработување и ги имаме информациите за вработени лица во изминатиот период од нешто повеќе од 2 години. Значи, во јануари 2018 година во ова јавно предпријатие биле вработени 205 лица. Во периодот, односно заклучно со денешната седница, ситуацијата 230. Значи, бројката на лица ново вработени, дел од нив се ангажирани преку Агенција за привремени вработувања, меѓутоа секој месец секако се натовар на буџетот на јавното предпријатие, е зголемен за 25 лица. Значи, во овој дел сум максимално коректен, бидејќи не ги земам во предвид сите вработувања, бидејќи дел од луѓето заминале во пензија или од други причини не се повеќе дел од вработените. Инаку, бројот на ново вработени е над 40, но 25 е зголемен од 2018 до денес. Секако дека сите тие вработени се дополнителен товар на буџетот на ова предпријатие. Уште еден сегмент за тоа колку не е добро осмислено и колку не е погоден моментот за оваа иницијатива е исто така тоа што земениот кредит во 2011 година за една крупна инвестиција, SCADA системот, значи крупна и суштинска инвестиција од која што бенефит секако има и актуелниот раководен тим на јавното предпријатие Водовод, грејс периодот за почетокот на исплата на овој кредит почнува на 1 јануари 2021 година. Значи, тоа ќе биде уште едно оптоварување во функционирањето на ова јавно предпријатие, а исто така не треба тука се занемарат и обврските кои што се превземаат во однос на регулаторната комисија во поглед на регулирањето на цената на водата, а тие се клучните обврски кои што се даваат за јавното предпријатие е вложување во водоводната мрежа. Од информациите кои што ги имаме, а не се потполни, е дека изминатите 2,5 години повеќе од минимални се вложувањата во водоводната мрежа, а напротив, трошоците се направени за други набавки
кои што ја немаат таа суштинска тежина, односно во делот од основата на функционирањето на едно јавно предпријатие како што е водовод. Исто така, имаме информации за инвестициони вложувања изминатиот период во поглед на условите за работа во постојната зграда, па се поставува и дополнително прашање од која причина се прават реновирања. Нормално дека треба да се подобруваат во континуитет условите, но ако се покропни реновирања превземени, а веќе се планира изградба на нова административна или управна зграда на ова јавно предпријатие. Значи, ова се дел од прашањата на кои што граѓаните мора да имаат конкретни одговори, бидејќи крајно лицемерно е со таква леснотија да зборувате за колку е позитивно во смисла на економијата нешто да се гради, истите лица кои што пред неколку години за сите иницијативи за нешто да се изгради сосема поинаку се изјаснувавте, па пресметувавте во амбулантни возила, во тамари, не знам во што се не, колку коштале 600.000 евра, бидејќи на крајот на денот овие пари се пари на граѓаните на општина Битола. Инаку исто така аргументот дека 15 милиони денари се наплатили од училиштата, па благодарение тоа било на владата и тие се сега клучните пари и стартни, е многу несериозен во економска смисла во функционирање на било која институција или приватен субјект, бидејќи едно е добивка, друго се средства за дадени, реализирани услуги кои што чекале на наплата и во даден момент се наплатиле. И не знам сега дали како аргумент ќе се искористи ослободувањето на комунали, што се спомена за време на седницата на комисијата, што не е аргумент, бидејќи сосема е логично општина Битола да го ослободи јавното предпријатие чиј основаче од плаќање на комунали спрема самата општина. Значи има доста отворени прашања и навистина брзањето со многу е несватливо да се брза со една ваква иницијатива насред прво светска здравствена криза која што ќе премине во огромна светска економска криза. А инаку факт е дека ова е стара идеја за изградба на управна зграда на ова јавно предпријатие, дека секогаш има потреба од подобрување на условите на работа, но ве молам да не правиме, каже еден од колегите дека не е добар математичар и не пресмета многу добро, че режиски трошоци за одржување не можат да се спојат со закупнина, бидејќи тие ќе постојат и никој не знае колкави ќе бидат во новата зграда, а можно е да се и поголеми, бидејќи таа ќе биде 1200 метри квадратни, а во моментот 800 метри квадратни користи простори јавното предпријатие водовод, а закупнината е сосема нешто друго и математиката од 500.000 евра за тие 12 години не ќе да е така, но нема во тој сегмент да навлегувам, повеќе би сакал конкретен одговор како предпријатието ќе се справи со сите овие работи и уште една работа на дискусиите кога Советот гласаше за поскапување на цената на водата, повеќе пати беше потенцирано дека не било до водовод, било до регулаторна комисија, па директно тие одлучували и така натаму. Што ќе се случи ако цената се одлучи да се намали и колку тој сегмент е предвиден цената во целокупното функционирање, за да се има оправданост и ова инвестиционо вложување се понеси на свој товар. А тука исто така ќе подкрепам и колешката Лозановска која што кажа најнесериозно е 2 дена пред почеток на кампања, каде актуелниот директор и кандидат за пратеник да се започнува со толку крупен проект кој што треба да се реализира во следните неколку години, се на брзина и остава многу отворени прашања и дилеми. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Јас. Габриела Илиевска.
Значи ќе морав да се јавам уште еднаш за збор, бидејќи се осетив повикана. Ние сме саботирале и сме сакале нешто да не биде како што треба во градот. Прво, многу ми е криво што имам проблем со интернетот и ако бевме толку сите убедени дека се функционира како што треба, требаше да се најди точката да ги разгледаме директорите и нивните сметки. Меѓутоа, еве, од што се толку добри, не изгласавте дури ни на дневен ред да дојди точката, може немаше да помини како точка, меѓутоа требаше да се дозволи да дојди на дневен ред, меѓутоа тоа е друга тема. Јас многу убаво кажав. Не е проблемот во проектот. Проблемот е зошто денес. Прво. Второ, навистина е срамота некој тука од колегите да речи дека ние сме саботирале и ние сме сакале да биде убаво, ама ќе сме гласале воздржано. Советничката група на поинаку, од почетокот на мандатот на директорот на Водовод, сите, во првите година и пол, сите планови за вработување ги имаше поддржано. Сите завршни сметки, кога мислевме дека наредната ќе биде подобра, наредната подобра, значи доби од нас поддршка и тоа треба да се каже како еден гест на некои кои очекувале дека нештото ќе почне да функционира. Меѓутоа, бидејќи директорот е претходен советник и колега наш, еве јас лично ќе му прашање. Дали тој, ако беше советник, сега исто тоа што јас го кажав, немаше да го кажи. Дека проблематичен е датумот кога се поставува оваа точка на дневен ред. И уште една работа. Значи, јас бев на комисија и ни беше објаснато дека не се успеало да се најди друго решение за зграда. Сите ние многу добро знаеме дека во општината можеше да се најди и друг начин за јавното предпријатие Водовод да има управна зграда. Меѓутоа, еве, најверојатно овој бил единствениот. Ние како советници не сме ни запознаени дали имало начини и дали имало преговори со градоначалничката. Меѓутоа, 2 дена пред избори, во време кога пак ќе повторам, една мерка не е прифатена од никој друг освен вашите, во време кога, кажа и колешката, ние функционираме во институции со половина кадар, ние денес имаме точка за огромен проект кој може да почека и после избори. Значи, ништо не е спорно од 1 месец. Вие, колеги, не гласате овде за граѓаните да добијат маски 3 пати со ред, не гласате за обични работи, значи имаше тука еден сет на економски мерки понудени и денес ни кажувате дека ние саботираме. Срамота е да ни речете така. Ние ви кажав и претходно, гласале, не гласале, вие ќе изгласате. Само се залажваме дека нешто можеме да смениме. Ништо не можеме да смениме. Баш она сме. Кучињата, латка равано си врви. Меѓутоа, на вистина некој кој ви дал поддршка, вие денес да речите дека сме биле тука само да саботираме, тогаш не сте ни ги ценеле нашите гласови во овој совет. Не сте ги ценеле. И на вистина за крај сметам дека и очекував денес дека во најмала рака, барем вие ќе предложите мерка на граѓаните на општина Битола да му се поделат маски. Меѓутоа и денес тоа не го предложивте. Ви благодарам. Дали некој друг бара збор? Не гледам. Анита Ангелевска? Еве и директорот бара збор, нека одговори први на прашањата. Значи, директорот ќе одговори кога ќе се исцрпи дискусијата од советниците, ако сака да побара збор. Дури има советници кои сакаат да зборуваат, директорот нема да ви избор. Во ред. Не, дека бараше постојано бара, затоа. Нема проблем. Значи, јас морам да кажам неколку моменти кои што се очигледни и кои што навистина
ме загрижуваат и ме вознемируваат. Сета оваа игра ми наликува на голема хипокризија, затоа што никако не успеавте како локална власт и како централна да се фокусирате на вистинските проблеми, да барате вистински решенија. Туку сега ние зборуваме за еден вид финансирање на приватна пратеничка кампања од парите на граѓаните. Значи, никаков допир немате со реалноста и откако ви пропаднаа сите ветувања што им ги дадовте на граѓаните, решивте со нова лага и со нивните пари пак да ги лажете. Значи, никако, многу лошо е и во поглед на пиар, и во поглед на било каква стратегија. Во ова време на светска здравствена и економска криза да излегувате со вакви решенија. Тоа единствено зборува дека не можевте подобро и посуштински да представите колку сте во агонија, колку сте збунети и колку се плашите од неминовниот пораз на 15 јули. Значи, граѓаните многу се добри и многу добро знаат дека малку е неразумно и невкусно да пијат вода од азбестни цевки, а од друга страна да се заговараат големи проекти за службени згради. Ви благодарам. Благодарам. Или некој друг на разбор? Јас. Зоран Стојчевски. Почитуван председателе, почитувани колеги советници, значи навистина немав намера и се надевав дека оваа точка ќе брзо ќе донесеме одлука, бидејќи овде точката гласи одлука за ослободување од плаќање на домесок за уредување на државното земјиште. Мислам дека ние се расплинавме и зборуваме за нешто што нема врска со точка. Значи треба да одлучиме дали ќе дадиме зелено светло за ослободување или не. Ние работиме, колегите зборуваат за работењето на јавното предпријатие Водовод. За јавното предпријатие Водовод ќе зборуваме кога ќе дадат извештаите за работењето на јавното предпријатие Водовод, на кое што председателот ни вети дека ќе бидат поставени и завршните сметки и извештајот за работењето во наредниот период. Тоа да ни биде јасно. Сакам само неколку работи да ви кажам. Тоаш ќе зборуваме и за покачувањето на цената на водата, и за тие милиони денари кои што не беа наплатени од училиштата, зошто не беа наплатени. Тогаш ќе ги отвориме аргументите. Јас не сакам да навлегувам во таква дискусија, бидејќи тогаш ќе зборувам за тоа. Сега е одлука за дополнување на одлука. Значи, една работа сакам да прашам. Ние влеговме и во предизборна кампања со ова нешто се зборува овде. Ако навистина некои колеги прашаа неколку пати зошто сега. И па јас прашувам зошто сега пандемијата дојде. Нека дојдеше в година, нека не дојдеше. Меѓутоа тоа е тоа што се случува. Јас сум економист, сум учил на училиште дека и во светските економски кризи кои што вие најавувате дека ќе биде поголема од 2009 година, се сложувам, навистина, значи економијата трпи заради пандемијата, и тогаш се градело, и тогаш се работело, и тогаш економијата одела напред. Значи немојте да мешате баби и жаби, некого да го укривиме дека води кампања и така натаму и така натаму. Сакам да бидам краток, значи да не одземам многу од времето, само сакам да прашам, ако навистина се работи со преполовен кадар во таму каде што е најболно, значи во здравствените установи, зошто некои колеги се кандидираат за пратеници, а не остануваат таму каде што е најтешко, во борбата со пандемијата, кога се повеќе загрижени од сите нас. Не, сите сме загрижени, сите знаеме дека ова зло
дојде на светско ниво и затоа да не ги мешаме тие работи со ова што денес ни се нуди. За јавно предпријатие Водовод ќе зборуваме кога дојде извештај од јавното предпријатие Водовод. Ви благодарам. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Иван Чотошевски. Ви благодарам, председателе, почитувани колеги, почитувани гости, доколку ги има на ситницата. Слушнавме од вас, председателе, дека не требало да се расплинуваме во дискусијата и не требало да вршиме анализа на работата на јавното предпријатие Водовод, значи не се слагам јас со таа ваша констатација. Меѓутоа пак денес по самото ова што имате закажано седница баш со ваква точка на дневен ред на ден-два пред кампањата, повеќе не терате нас советниците да вршиме анализа на вашата кампања предизборна, отколку на вашето досегашно работење, кое што видовме какво е вашето досегашно работење, тоа видоа и граѓаните. Поставуваат прашања колегите од власта, колку пари се трошеле во минатото и потрошило јавното предпријатие Водовод. Значи, тука е директорот Горан Козаров. Еве, ако се извинувам, дали ме слушате сега? Да. Слушаме. Директорот на јавното предпријатие Водовод реков, еве слободно може да им кажи на колегите од власта колкави биле инвестициите во изминатиот период, додека ВМРО ДПМН беше на власт во јавното предпријатие Водовод и колкави се инвестициите сега. Тоест, да кажи, еве, во просек во една година, колку водоводна мрежа во должина има изградено откако директор е Горан Козаров и кој бил просекот во изминатите години. Тоа е она што е примарна дејност на јавното предпријатие Водовод. Што се однесува на, не знам зошто, повторно, сега гледам дека нова алиби ќе ви биде ова епидемијата, тоа е светската пандемија со COVID-19, па толку сте контрадикторни од типот дека, не знам, дека вие, еве, успешно сте се справиле со COVID-19, со здравствената криза, па уште поуспешно се справувате со економијата, па сега викате економијата трпи, па мислам дека сите се сложуваме со една работа, значи најголемата епидемија која што му се случи на Македонија во поновата историја сте токму ова постава на власт предводена од СДСМ и Зоран Заев и тука нема дилема тука, па знаеме дека е така. И на крај се боревте вие сите за транспарентност. Значи ние денес зборуваме за и треба да размислуваме за еден крупен проект на јавното предпријатие Водовод, кој не е нова идеја, значи идеја која што ја има од само формирање на јавното предпријатие Водовод, а вие само пресетни изборите се обидувате сето тоа да го прикажете како не знам како некоја голема измишлјотина. И еве во насока на транспарентноста, на вистина не само кај јавното предпријатие Водовод, тука еве слушнавме претходно од колегата Никол Ченкуловски, значи финансиските извештаи ги нема. И на крајот сето ова зборува само за очеот во кој што се наоѓате. Значи, ако малку нешто подсработевте во цел овој изминат период, барем малку нешто да подсработевте. Денес ќе застаневте, ќе дадевте отчет пред граѓаните за се досега што сте направиле во изминативе 3 години и ќе побаравте доверба врз основа на ветувањата кои ги дадевте за наредни 3 години. А ќе имавте кредибилитет за нови ветувања доколку видевме во тој отчет кој што требаше да го понудите пред граѓаните, што се имате сработено согласно вашите ветувања во предизборијата. Значи,
Сега, бидејќи ниту дадовте отчет, ниту сте во состојба да дадете нови ветувања, бидејќи немате кредибилитет, сега, сите претходни лаги, од типот, ќе се справиме со загадувањето што произлегува од рек Битола, загадувањето од сообраќајниот хаос, загадувањето од грејењето на домаќинствата и така натаму. Значи, сето то падна во вода. Дури она што го промовиравте последно, исто така со цел да ги покријате некои претходни лаги, дека со клима инвертери ќе го решите загадувањето. Сега, пошто сите лаги ви паднаа во вода, сега нема што друго, сега ајде ќе измислуваме нови лаги. Сега нови лаги ќе измислуваме. И сега ќе дискутираме за новите лаги, за да заборават граѓаните дека треба отчет да дајте и дека нормално за да побарате нивната доверба треба нешто да ветите. Сега нови лаги. Нови лаги произлезени од една идеја која што е во Битола постои таа идеја од само формирање на јавното предпријатие водовод. Значи, директни прашања до директорот, колку во просек водоводни мрежи, изградба на нови реконструкција на старите водоводни мрежи, имавме во едно минато време и еве откако тој е директор, кој е просекот? Значи, колкава должина, просек по година, откако тој е директор. И да се вратам на онаму каде што почнав на почеток, значи ако сакате да правиме анализа која што водите, значи уште одмah ќе ви кажам, многу погрешно ја водите кампањата. Многу погрешно. Се обидувате некој копија од некој претходно време да правите, нешто сте виделе, не довиделе, и веќе кога збораме за парите, како ги трошите парите, значи ова е на истиот начин, значи copy-paste од она што Петровска го направи со гасификацијата. 70.000 евра, буквално ги смачка за скап политички маркетинг, значи платен со пари на граѓаните, и сега го гледаме истот. И една директна сугестија до директорот на јавното предпријатие Водовод, значи најдобронамерна и најискрена. Не ја користете Петровска во предизборна кампања. Нема да ви помогне. Ви благодарам. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Јас имам неколку збора, ако нема никој од советниците пред Козаров да каже. Неколку пати ме прозвавте за тоа што кажав, која е точката на дневен ред, меѓутоа никој апсолутно не кажа која точка денес ја носи Советот на општина Битола. Советот носи одлука за ослободување од плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште, односно дополнување на таквата одлука. Според таа одлука, се ослободува од плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште недвижен имот на општина Битола кој се состои во општински средни и основни училишта, градинки, домови за стари лица, урбани заедници, местни заедници, деловни објекти, стамбени објекти, станови, спортски терени, градежно и изградежно земјиште собственост на општината, во недвижен имот каде општина Битола е собственик на дел од посет и во недвижен имот заведен од општина Битола како без означен дел на посет, се додаваат јавните предпријатија и јавната општинска установа за култура. Че ние ја носиме таа одлука денес и мојата сугестија беше да расправаме по таа одлука. Разбирам, тука можеби нема многу материјал, многу интересно да се зборува за изборите, за агонијата, не знам, за збунетоста, за платите, за очајот, за кампањата и така натаму. Меѓутоа, јас ќе се обидам да зборувам за тоа што носиме со оваа одлука. Со оваа одлука општина Битола се откажува од 4 милиони денари комунали кои би требало да ги плати јавното предпријатие Водовод, ако ние денес не ја донесовме оваа одлука. Со оваа одлука ние му помагаме на јавното предпријатие полесно да си ја изгради својата зграда, управна зграда, без разлика
дали сегашниот директор Козаров ќе биде директор и во наредните 5 или 6 години, дали после година и пол има нова локална власт, има нов градоначалник, нов совет, различни политички опции. Ние носиме одлука со која му помагаме на јавното предпријатие Водовод и таму, како што спомна еден од советниците, работат 226 или 208 или 235 и тие 235 или 226 или 208 да имаат подобри услови за работење. Таква одлука носиме денес. Не носиме одлука за азбестните цевки, оти ако ги носевме за азбестните цевки, може пред 15 години некој совет ќе донесеше таква одлука. Сега, кога расчистивме дилемата каква одлука носиме денес, јас ќе ви кажам и зошто, или според моје мислење, не бидам многу тенденциозен, според моје мислење зошто е потребна зградата и зошто е добро да се вложува и во време, како што викаме сите на пандемија и светска криза, да се вложува онаму каде што се има пари. Ако јавното предпријатие проценило дека има пари да вложува, тоа е директна помош на економијата. Оти се сеќавате, на минатата седница донесовме мерки, од кои ние како општина се откажавме пари во вредност од 3,5 милиони денари, за да му помогнеме на дел од економијата која е зафатена со кризата. Ако јавното предпријатие вложи, како што вели 35 милиони на почетокот проектантска цена денари, тие пари нема да останат во јавното предпријатие, нема да се скријат, кои ќе му бидат дадени на дел градежни фирми, на дел фирми кои ќе опремат зградата, и тие пари ќе бидат директна помош на стопанството. Да зареме подобро, тие пари да останат кај нас, или сметаме дека после избори ќе намали кризата или тогаш ќе можат да се вложат. Одговорот зошто денес, не по 3 месеци. Зарем како совет треба да бидеме пречка во овие 2 месеци Водовод да си ги извади сите потребни документи кои му се потребни да после завршувањето на изборите да го распиши, да ја распиши објавата или тендерската постапка за изградба на зградата. Како што и кажа на самата седница, никој не вели дека со тоа Водовод ќе направи финансиска криза кај себе, дека нема да има пари, дека со тие пари ќе биде оштетено предпријатието. Самите кажаја дека е тоа голема една од помошта за која ќе им помага во овој случај. 12 милиони денари кои ги добиле како наплата на долг од училиштата. Тоа не било ништо, тие биле напишани. Па се сложвам. Значи, разликата е од напишани пари, сега добија вистински пари. Од напишаните пари си одеа по судој, се тужија и никогаш немаше да ги добија. Со помошта која ја добивме и со законот за финансиско, не знам како се викаше, да не сгрешам сега, со тој закон Водовод и многу од јавните предпријатија си добија живи средства. Пари добија. Пари, вистински пари, и пари сега еве ќе ги вложат во зграда. Кој губи од оваа ситуација? Никој. Водовод доби средства, стопанството ќе добие пари со кои ќе гради, и тој круг така се врти во економијата. Вие викате дека тие пари треба да останат. Кај да останат? На сметката на јавното предпријатие? Се додека не заврши кризата? Има некој представа овде кога ќе заврши кризата и до кога ќе трае економската криза? Како ќе излеземе од кризата? И државата, и сите држави, негде во каква бе оне помошта, кога немаше во Македонија на почетокот 15-20 дена помош, сите пишувавме и разговаравме за тоа како другите земји се справуваат. Изборувавме како една теорија во некоја друга земја, кај викаше пари од авион, значи сите добиваја пари. Како ќе се справите со кризата, кој ги намалувате парите?
Дел од вас викат, не треба сега, чувајте ги парите. Водовод, ќе видите и во извештаите, фирма која добро работи, има финансиски средства и многу подобро работи од минатите години. Многу подобри и во однос на приходи, и во однос на трошоци, и во однос на загуби, и во однос на тоа како работеле. И ги видите, ама тогаш ќе памтам, не знам како ќе, зашто и како ќе разговараме. Разговараме за азбестните цевки. Или дел се спомнае. Еве ќе речам, ајде да не се навраќаме назад, да не збораваме. Еден минат градоначалник и ги доби изборите на почетокот на темата на азбестни цевки. Сега ние пак зборуваме по 16 години за азбестни цевки не се сменати. Јас мислам дека се сменаја, па така ми беше целата на концепција дека се сменати. И не знам како ќе финансираме кампањата, некоја пратеничка кампања, значи целокупниот процес ќе започне после изборите. Значи целокупниот процес со овие само 2 месеци, затоа што реално, денес сме 22 јуни, избори на 15 јули, влада би се формирала негде на крајот на август, или можеби 20 август, крајот на август. Тоа се нормални текови во плурализмот, ајде, во демократијата. Да не треба 2 месеци да оставиме, да чекат, сме имале можност да донесеме ваква одлука. Зошто да чекам? Има една единствена причина. Значи, навистина не гледам ниту една единствена причина зошто ова би чекало не знам колку 2 или 3 месеци. И додека има вакви барања кон мене, како председател на Совет, да ги забрзаме постапките, некои барања кои ќе ги скратиме роковите, па макар нека бидат и 2 или 3 дена порано од она, имаме седници, долго се разбира, тоа го дозволува опишаните правила по кои се раководи овој Совет. Јас толку би имал, ако има некој збор, велете. Ало, дали се слушаме? Се слушаме, повели. Добар ден на сите, добар ден председателе, добар ден почитувани советници. Баш ми е мило сето ова што го слушам и гледам дека секој во својата област, во дел на водовод е заинтересиран и ја прати работата. Баш ми е мило, само тоа можем да кажем. Пред да почнем околу управната зграда, би сакал да му укажам на правилната забелешка на Николче Јанкуловски. И јас од моје име и од името на водовод би можел да се извинам, бидејќи сме транспарентни, нашите завршни сметки се стално аплаудирани, значи според правилникот и според сите тие законски правила, прописи. Имавме ребрендирање на нашата веб страна и кога го слушнав тоа, прашав дали е тоа така. Да, во моментот веќе ги имате завршните сметки и квартални извештај за 2020 на официјалната страна на ЈКП Водовод. Значи, јас како одговорен, службите сите во Водовод и сите вработени, немаме што да криеме, работиме транспарентно и баш ми е мило бидејќи се следи работата и така сакам да бидам. Само тоа ќе не мотивира и ќе не носи напред. Околу финансиската анализа на дали е направена за управната зграда, ве уверувам и не треба да се сомневате дали е тоа направено или не. Значи, земени се сите можни варијанти за тоа, ако што може да не снајди во тој изминат период, во тој нареден период, како финансиски, дали можеме да издржиме да ја финансираме управната зграда. Значи, не е тука земено само ковидот, земен е и кредитот кој е земен во едно минато време
од 120 милиони денари, то се 2 милиони евра за развој на СКАДА, на тие некои работи кои се значи резервоари. До сега 10 години јавното претпријатие Водовод плаќаше само камата според договор. Од нареден месец, значи после 2 месеци ќе кажам, почнува ратата да се плаќа и таа рата не е мала, е 1 милион денари, цели 1 милион денари. Но јас, како најодговорен и тимот кој го води јавното претпријатие, сме уверени и ве гарантираме, според резултатите кои ги имаме, дека финансиски имаме да ја платиме, значи управната зграда, да го подмириме кредитот, тоа што е наша надлежност за обнова на водоводни мрежи и за сервисирање на водоводниот систем и одржавање на цел тој систем да функционира, сето тоа да го подмируваме во цел тој период. Изминатиот период бевте сведоци на многу, значи на многу промени и инвестиции во водовод, сето тоа е од сопствени средства. Никој не спомна во ковид криза дека дадовме и К15 пред точно една недела, полн К15 од 27.000 денари по човек, кој водовод го кошташе 6 милиони денари. Ако ги видите извештаите, и сега моментално имаме од општина ревизија, значи за целото финансово работење на водовод и јавните набавки, кој е уште еден дополнителен доказ за транспарентното работење на јавните претпријатија, а будното следење на општината. Само во една јавна набавка, ќе кажам и неќам да навлегувам во тоа, имаме заштеда од 6 милиони денари, кој е многу поразлично од претходно. Со мали манипулации кои се направени од наша на пазарот за енергетика, заштедивме 6 милиони денари во купувањето на струја, која водоводното јавно претпријатие ја троши на годишно ниво. Од сите тие заштеди кои ги имаме направено за непродуктивни трошоци, непродуктивни прекувремени работни сати, имаме простор да си дозволиме, значи се ова да се реализира. Буквално се. Ако ги тргнеме и тие 12 милиони денари и нешто кои ни ги даде општината, ќе ги тргнеме настрана. Еве, хипотетички ќе речеме дека ги немаме ни тие. Тие ќе ги држиме за функционирање и стабилност на јавното претпријатие. Ако земиме кредит, што мислам дека ќе не финансира било која банка, то извештаите кои ги имаме за работењето на водовод во изминатите 3 години, да земиме и цел кредит за инвестирање во управната зграда од 35 милиони денари, тоа ги покрива ратите кои се проектирани за моменталните трошоци на месечно ниво. Значи имаме 92.000 денари и 600 рата за купнина во објектите овде кај што сме, ама имаме и 120.000 денари струја за грејење или ладење во просек месечно во 12 месеци, кои ги даваме во овие за затоплување на овие простори. Значи, кога ќе ги собериме околу 2.500 до 3.000 евра, зависно во кој месец, ние имаме трошок кој и да земеме кредит, би ја покривало ратата за изградба на таа нова управна зграда. Значи, предвидени се сите работи за управната зграда, но благодарам на загриженоста и ние сме тука загрижени и најсериозно имаме сватено ситуацијата со COVID. Тоа не сме никој да го занемари. Значи, целата ова идеја за градење на една управна зграда не е дојдена сега, не е популистички метод, не е нешто направено дека јас ќе бидам пратеник или кандидат за пратеник, него процедурата е почната пред точно година и пол, после разговорите предходно од година дена по градоначалничката и барајќи друга локација за да се пресели водовод во општинска зграда, не наидовме, не можевме да најдиме или тоа кога направив математика многу не кошташе. И затоа пристапивме кон решавање на ова решение за идејата која е имал некој директор во 2005 и 2006 година на еден лист хартија, на еден обичен лист хартија, да ја реализираме, бидејќи таму ќе имаме најмали трошоци за да влеземе во една сопствена управна зграда. А сето тоа, гледајќи ја работата како работи водовод, мислам дека кога и јас би бил таму и сите вработени кои се тука во управната зграда, работењето на стопанскиот двор ќе биде уште во подобра форма. Водовод заслужува да има управна зграда и оттаму е почната целата оваа процедура за поминување на документите низ институциите. Имавме 6 месеци
до добивање на проектант. Не се точно 6 месеци, 5 месеци без и нешто, значи од објава за јавна набавка, 60 дена до реализација, значи до јавување на јавна набавка, до одбирање на проектант за да ја нацрта таа управна зграда. Значи да ги поминиме сите тие, значи фази на геомеханички испитувања, да ја прилагодиме према тоа што било идеја на некој, бидејќи не смеевме да имаме отстапки за тоа, да направиме најекономска зграда која ќе се одржува со најмалце трошоци, да стигнеме до еден проект, поминати сите фази, да го аплаудираме во, значи не, јас изведувачот на проектот, го аплаудира во систем, тоа можете да го видите во службите на општината. Значи кога е аплаудиран, тајминго не е, значи роковите се запазени, значи од добивање на следење на јавната набавка, значи имаме многу мала отстапка од 7 дена од зададените рокови. Значи тоа никој не може, кој да е, тоа не може да го наштелува да биде вака, ако било штеловано за популизам, него кога нешто сака да биде, сака да биде. И роковите си се поклопија, општината експресно не излезе во пресред, ги помина, бидејќи се си е по план проект, ИЗИС од Скопје ни даде потврда, го аплаудиравме и испитувањето од ИЗИС за стабилноста на зградата. Општината ги поминавме сите фази, некои мали забелешки кои ги имавме во општината на фазата на пристапна рампа за инвалиди и ред други работи се отклонети и потврда даде општината. Значи следна фаза од која ќе дадат службите на општината во комуналното оделение или во проектантските оделенија, кога ќе дадат потврда, одиме кон пристапување или ослободување од комунали. Тука побаравме помош од општината, бидејќи ние сме општинско јавно предпријатие, дали може да не ослободи, наидовме на добра соработка и сега пристапуваме, доколку помине оваа точка денес, пристапуваме кон добивање на градежна дозвола. Значи ние сме многу далеку, сакам да ви кажам, од почнување на градба на зградата. Следна фаза е спремање на тендерска документација, пред се надзор и тендерска документација за отпочнување на градба. Па имаме тендерирање, па тоа треба да трае, бидејќи сумата е поголема, ќе трае околу 120 дена. Потоа имаме, кога ќе помини таа фаза, одлука, па ќе чекаме рокот за жалби. Кога ќе помини и тоа, имаме цена која ќе ја добиеме на јавна набавка за изведување на зградата. Проектирана цена ни е 35 милиони, али знаејќи ги условите во кои што се наоѓа моментално целој систем на јавни набавки и транспарентност, ќе видиме која цена ќе ја добиеме. Може цената ќе биде стварно многу поволна за нас, да тие пари кои сега ги трошиме, да ги уплатиме, да си плаќаме наместо кирија, да си плаќаме рата за еден кредит, кој би го зеле во иднина и зградата да остани на вработените и на граѓаните на општина Битола. Мислам дека не грешиме со оваа инвестиција. Времето околу ковидот, да, е страшно, но затоа ние ќе ја донесиме постапката до отпочнување на градба. Може би јас нема да бидам тука, може би ќе бидам, ќе видиме како ќе одат тие работи, но управната зграда да се изгради е за идни генерации, идни директори, без разлика од која политичка партија се, да си имат свое собствено, знаеме што значи кога имаш свое собствено, за се понатаму, или за некои кризи кои може би ќе дојдат поголеми од ковид или било што. Не дај Боже. Така да, благодарам за загриженоста, благодарам за сите сугестии кои ги упативте како советници, да внимаваме во ова лошо време, да не одиме, да навлезиме во нешто што би значило доносење на крах на работата на јавното предпријатие Водовод. Не. Значи, ова е многу мал дел, гледајќи ја ситуацијата како што беше претходно, многу мал дел. Направивме анализа и со ковид, тоа како делува на наплатата од граѓаните и од јавните предпријатија. Сите, значи цела свота анализа е направена од тимот кој работи тука и со гледавме дека можеме да продолжиме до таа фаза на отпочнување за градба. Пред да се отпочни со било каква градба, ќе се види која е добиената цена на јавната набавка. Значи тука нема Водовод, ама апсолутно ништо да набавува или да прави или да има простор за манипулации. Ќе си има независен надзор кој ќе добие на јавна набавка, ќе си има
фирма која клjuč на рака треба да ни ја предаде зградата и тука нема отстапки, тие цени што ќе се добијат, тие треба да ги испорача и тој квалитет треба да ги испорача на јавното претпријатие Водовод. Ќе ми биде мило доколку сите овие и надзор и изведувач се битолски фирми, за тие пари да работат битолчани, да работат битолски фирми, да можеме да ја развиваме Битола и да направиме се битолчани да добијат подобар и поквалитетен живот и парите да останат во битолска општина. Околу загриженоста за другите работи, мислам дека не е место и не е простор сега да разговараме. Кога ќе дојдат финансиските извештаи, можеме да направиме споредба на работењето на јавното претпријатие, вие ја добивате и споредбата за 3 години уназад. Можеме да ја вратиме и за 6 ако треба, па да видиме за скада системот во каква ситуација го зачекав, колку точки работеа во 2017 година, колку точки на скада системот работат сега, какви новитети имаме сега, каква дисциплина има сега во Водовод, какви плати добиваат вработените сега во Водовод, кога добиваат ХТ за опрема, колку пати годишно, дали е се по ПС, дали добиваат добри услови за работа, возила, опрема, значи алат, и сите тие работи ќе ги разговараме на една друга седмица, кога ќе дојде момент за тоа, но не смеам и сега да ги занемарам и да поминам покрај тоа да не ги спомнам. Како било порано и како е сега. Ред и дисциплина кога има, значи пред се јасен пример за ред и дисциплина, доаѓање на работно место, за вложување во работа и за работа. Дали тоа некој така го гледа или го гледа како реваншизам, тоа не можам јас да судам. Има Водовод работи на еден нов начин, мислам тоа го раздвижи Водовод и го воздигна на едно ниво погоре. Имаме систем на казни и награди. Значи кога некој е предложен од раководителите дека е добар работник, се вложил, го дал максимумо, јас не правам разлика од кај шо е, кога и како е вработен, него добивам парична награда или во слободен ден го наградуваме. Тоа може да потврдат сите вработени, сите вие имате фамилија, роднини, пријатели или сограѓани во Водовод кои можат тоа да ви го потврдат, а исто така и луѓето кои ја злоупотребуваат јавното претпријатие и отстапуваат од тоа што е правило и пропис во јавното претпријатие, добиваат пред се не казна, опомена, еднаш, два пати, три пати, од дисциплинска комисија, која е составена од мешани членови, значи не се мои блиски членови, и се пред се опоменати еднаш, два пати или три пати, а потоа се пристапува кон минимална казна. Значи јас не ќам на никој да му го земам лево, не ќам никој да го избркам од работа, али редот, дисциплината, се мислам тоа што човекот го движат напред и ако продолжи вака да работи јавното претпријатие, ќе вижиме само успеси. Ако изоставив некој одговор од вашите прашања, би сакал да ме потсетите, ако можам ќе ви одговорам. Значи, повеќе во јавното претпријатие, како што затегнав, нема испод минималната плата, се е исплатено. Имаме судски спор, да, кажав, но не би сакал многу да говорам околу судскиот спор. Треба да си прашате до кај е судскиот спор. Имате луѓе кои се потпишани за тој судски спор и мислиме дека ќе биде во полза на Водовод и ќе видиме како ќе одлучи судот. Тука не ќам да се мешам, ако судот одлучи тоа што го бараат вработените, што му следува по закон, ако ние сме направиле пропуст, не јас. Тоа се влечи од кога постои Водовод, така, значи јас ништо не променав. Платата, ако сакате, пак ви кажав на една прошла седмица, тој што ви е најблизок и што се жали, побарајте му едно исплатно ливче од истиот месец за истите работни сати од февруари во 2016 или 2015, а побарајте му од 2018 или 2019, и видите дека зема многу повеќе пари од тоа што земал тогаш за истите работни сати и за истите поволности. А тоа како ќе одлучи судот, не би сакал да навлегувам во тоа. Што ќе одлучи судот, ние ќе постапиме по тоа. Председателе, мислам и советниците. Ред. Благодарам, дали некој бара збор друг? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам тука претресот и одлуката ја ставам на гласање. Не прозивам поименично. Председателе. Кажете.
Значи задоцнив со вклучувањето поради слаба интернет конекција. Сакам, доколку ми дозволите, само бидејќи не ми одговори директорот на двете прашања. Тоест, еве едното прашање. Колку во просек водоводна мрежа се значи во едно минато време се градеше во општина Битола, тоест ја градеше таа водоводна мрежа јавното претпријатие Водовод, нели, до 2017 година и колкав е просекот по година сега, откако Горан Козаров е директор. И би го прашал Горан Козаров, значи на место му беа сугестите, мислам на место му беа констатациите дека да, добро е во сите инфраструктурни објекти кои ги работи општина Битола, јавните претпријатија, таму каде што не можеме сами да постигнеме, дека нормално дека би требало да гледаме да ангажираме градежни фирми и претпријатија приватни од Битола. Во ред е таа констатација, меѓутоа дали овие сугестии би го запрашал ги опатува и до Петровска, бидејќи од она што сега гледаме во општина Битола и на тие една-две улици кои што во моментов се градат, гледаме дека има возила кои се брендирани со фирми чие седиште се наоѓа во Струмица и со струмички регистрации нормално. Значи две прашања. Првото рековме во просек колку се градело водоводна мрежа во изминатиот период и сега откако Козаров е директор и дали овие истите сугестии ги доставили до Петровска за ангажирање на битолски фирми за вода. Видете, не би сакал да навлегувам од делот и не знам кај кажав дека нешто ангажирани фирми она, јас кажав дека фирми сакам да изведуваат битолчани управната зграда или тој што ќе добие на јавна набавка. Тука немаме увид кој ќе ја добие, значи тоа е согласно најниска цена, критериумите кои се зададени, можеби и управната зграда ќе градат фирми од друг дел на Македонија. Бидејќи јавната набавка е од голем обем, можеби и од странство ќе се јави фирма, има и такво право. Кој работи во општина Битола, мислам дека на тие јавни набавки транспарентно требаше и Водовод и Нискоградба заедно да се јават, но не можевме ради критериумите кои беа дадени и обемноста на тие улици да постигнеме ние како јавни претпријатија. Пред се наша обврска е сервис на водоводната постојачка мрежа, а кога се гради нова водоводна мрежа, посебно кога финансиер на тие инсталации е Мешовито или Министерството за транспорт и врски, може да биде и друг изведувач. Согласно работите кои ги има даено Министерството за изведба на тие линии. Пробавме ние како конзорциум со Нискоградба да настапиме на таа јавна набавка, но не бевме прифатени. Мислам, не ги исполнивме условите кои ги побаруваја таму, од големината од обемот и од гаранциите за работа, но делот во приклучоците, каде што има најмногу проблеми после јавната набавка во одржавање на тие водоводни мрежи и канализациони, кои изведуваме ние во соработка со општина Битола, бидејќи инсистираше општина Битола, како 50% финансиер на тие проекти, кои не се мали за Илинденска, Асном и Партизанска, ние ги правиме приклучоците. Извинете малце, значи ги правиме ние и не е мала сумата, само на улица Илинденска сега баш ги гледавме, имаме околу 3 милиони и 600 имаме за приклучоци. На Асном имаме помала сума, на Партизанска имаме многу малце, бидејќи таму нема приклучоци, зградите добиваат приклучоци од другите страни. Околу останатиот дел, значи на прашањето ваше да одговорам, ние како собствено како Водовод работиме според план и програма која ја донесуваме. Имаме моментално спремни проекти за аплицирање за промена на 27 улици во состанок и во корелација со општина Битола, кои се како да не се тендерирани, него се поднесени до министерствата за
одобренија за градба и промена на водоводна и канализациона инфраструктура, а воедно и промена на коловоз соодветно на делот каде се наоѓаат. Битола пред во 2016 година со тогашниот совет беше изгласана една одлука, каде што бев дел и јас, беше изгласана одлука за централно градско јадро, кој ја отежна целата работа на општина Битола и на сите јавни предпријатија во добивање на дозволи за работа. Во општина Битола, во соработка Водовод, ќе кажам точно, во соработка со општина Битола има 27 улици изготвени кои чекаат на одобрење од Министерството за култура за заштита на централно градско јадро. Тие улици, за да се промени коловоз или да се пристапи на промена на водоводно канализациона мрежа, инфраструктура, мора да го добијат тоа одобрение. Значи, таму знаеме што се случува, отежната е работата, за жал се закоче и градбата во централно градско јадро, се закоче и изведбата на тие улици и коловози, но сето тоа, мислам, законот донесен во едноминато време, тогаш знам дека беше кажано е за подобрување на градот Битола и за чувување на автентичноста на староградското јадро. И ние мораме да се движиме по тој закон, а аплицирани се 27 проекти. Значи, една од најголемите улици, која е 7, помеѓу 5 и 6 километри, улицата Стив Наумов, која почнува на Камен мост, а завршува на Црн мост, и во која што има најмногу азбестна цевка, тоа е околу 5 километри од останатите 11 кои се останати, пошто дел ги одземам од Илинденска улица, купно беа околу 18 до 20 километри, имаме променето, значи, наспроти офицерски азбестна мрежа, која беше исто така за водоснабдување, не ме фаќајте за точно неја, како се викаше Ломна, ние работевме, че водовод ја изведуваше. Тие се мали улички по 50, 60, 100 метра, каде што тековно, значи, ние ја менуваме водоводната мрежа и по барање на граѓаните и како што имаме можности, но имаме и големи улици кои се дадени во општината, чекаат на одобрување и се надевам дека ќе се отпочни, моја желба е да се отпочни со Стив Наумов, улица која има најмногу азбест и да се заменат тие 5-6 километри за да го крениме процентот на, за да го намалиме процентот на азбестни цевки во градот Битола. Мислам дека одговорив на дел од вашите прашања. Ви благодарам. Некој друг ба разбор? Ако никој нема разбор, го заклучувам претресот и ве прозивам поединечно за гласање по првата точка. Александар Мирчевски. Не го слушам. Алита Ангелевска. Не гласам. Не гласам. Милјана Поповска. За. За. Борче Димитровски. Борче Корлевски. За. Борче Корлевски за. Бурим Керими не е тука. Валентин Груевски за. Веселин Талевски не е тука. Викторија Христовска. Не гледам. Бракалска. За. За. Шеровски. За. За. Илиевска Габриела. Воздржана. Воздржана. Горан Михайловски. Горан Степановски не е тука. Елена Трајчевска не е тука. Елеонора Илиевска. За. Елизабета Доровска. За. Жаклина Наумовска. За. Зоран Георгиев. За. За. Зоран Стојчевски. За. Лаковски. Не го гледам. Шевски. Налбанти. За. Методија Илиевски. За. Никол Ченкуловски. Никол Ченкуловски
Не. Олга Лозановска. Олти Пармаковска. За. За. Најдовски. За. Костурски. За. Крнчева. За. Јановски. Не. 16 гласа за, 1 воздржан. Одлуката е донесена. Преминуваме на точка број 2. Програма за измени и дополнување на програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Битола за 2020 година. Истата се гледаше на Комисијата за комунални дејности. Заделот на Комисијата за комунални дејности го прочита извештајот. Само секунда, председателе. Ево отвора мејлот. Значи, Комисијата за заедно која сте на Советот на општина Битола се одржа на 22.6. На оваа седница се разгледуваше единствена точка на дневен ред, а тоа е програма за измени и дополнување на програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Битола за 2020. Истата беше прифатена со 4 гласа за. Благодарам. Отворам претрес. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и програмата за измени и дополнување на програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Битола 2020 година. Ставам на гласање кој е за. Поединечно ве прозивам. Сега видам списокот само. Александар Мирчевски. Не го слушам. Мангелевска. За. Обовска. За. Очи Димитровски. Не слушам. Конлевски. За. Рими. Не е тука. Валентин Груевски. За. Веселин Талевски. Не е тука. Викторија Христовска. За. За. Дракалска. За. Шеровски. За. Габриела Илиевска. За. За. Горан Михайловски. Не е Степановски. Не е Трајчевска. Не е Илиевска Елеонора. За. За. Елизабета Тодоровска. За. За. Жаклина Наумовска. Зоран Георгиев. За Валентин. За. Жаклина. За. Зоран Стојчевски. За. За. Лаковски. Шевски. За. За. Налбанти. За. Тодија Илиевски. За. За. Николче Јанкуловски. За. Олга Лозановска. За. За. Алти Пармаковска. За. За. Најдовски Славе. За. За. Костурски. За. Крнчева. За. Нико Јановски. За. За. 25 гласа за, едногласно Советот ја донесе програмата за измене и дополнување на програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Битола за 2020 година. Пред да преминеме на третата точка, одлука за измена на распоредот на средства на буџетот на општина Битола за 2020 година, пауза до 15:40, членовите на Комисијата за финансии да останат
приклучени за да одржиме комисијата. Да, продолжуваме со работа по точката број 3, промена на одлука за измена на распоредот на средства на буџетот на општина Битола за 2020 година. Да се гледаше на комисијата за финансии на денес 22.6.2020 година и со 4 гласа за беше усвоена. Отворам претрес по истата, дали некој бара збор. Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и точката ја ставам на гласање. Ве прозивам поединечно. Александар Мирчевски. Мислам нека напамет. За. Ангелевска. За. Илјана Поповска. За. За. Борче Димитровски. Не. Борче Корлевски. За. Рими не е тука. Валентин Груевски за. Веселин Талевски не е тука. Викторија Христовска. За. За. Калска. За. Еровски. За. Илиевска Габриела. Горан Михајловски. Не се изјаснува. Горан Михајловски не е тука. Горан Степановски не е. Елена Трајчевска не е. Елеонора Илиевска. За. Елизабета Тодоровска. За. Жина Наумовска. За. Зоран Георгиев. За. Зоран Стојчевски. За. За. Чулаковски. Не е тука. Иван Чотошевски. Не е тука. За. За. Добро. Налбанти. За. За. Методија Илиевски. За. Никол Чијанкуловски. За. Олга Лозановска. За. За. Ристинка Алтипармаковска. За. За. Славе Најдовски. За. Турски. За. Канчевска. За. Коњановски. ...22 гласа за, едногласно Советот ја усвои предата точка од денешниот дневен ред. Ова дневниот ред на денешната седница е исцрпен. Ви благодарам за присуството.